Представата Клетници во режија на Мартин Кочовски во изведба на Прилепскиот театар е најдобра представа на Македонскиот театарски фестивал. Таа доби наградата за уметничко стварување на представа во целина. Театарот Војдан Чернодрински доби уште 3 други награди. Ангела Наумовска доби награда за главна женска улога за улогата во представата Клетници. Горијан Милошевски е награден за современата сценска драматизација на романот Клетници од Виктор Иго во истоимената представа на Прилепскиот театар, во кој беше наградена и музиката во изведба на групата Фолтин. Аплаузот денеска напладне во фоето на Центарот за култура Марко Цепенков на пресконференцијата на која оценувачката комисија во состав Мими Таневска, Драган Спасов Даци и Јасна Новаков ја соопшти одлуката. Доволно зборуваше дека наградите одат во вистински раце. Награда за рекламен материјал се доделува на Нагадњим Мехмети од представата Жените во изведба на Албански театар Скопје. Награда за музика се доделува на групата Фолтин во представата Клетници во изведба на театарот Војдан Чернодрински од Прилеп. Награда за костимографија се доделува на Марија Попучевска и Бранкица Јордановска во представата Ужегнатост, независна продукција Артопија Скопје. Награда за сценографија се доделува на Валентин Светозарев и Никола Тороманов за представата Ничија земја во изведба на Македонскиот народен театар Скопје. Награда за млада актерка се доделува на Ебру Мусли за улогата Корделија во представата Крал Лир во изведба на Турскиот театар од Скопје. Награда за млад актер Трајко Чоревски се доделува на Александар Михајловски за улогата на Нино во представата Ничија земја во изведба на Македонскиот народен театар Скопје. Награда за женска епизодна улога се доделува на Наташа Петровиќ во представата Еднаш свет изградив во изведба на Театарот за деца и младенци Скопје. Награда за машка епизодна улога Димче Трајковски се доделува на Гораст Цветковски за улогата на Рамбо во представата Ничија земја во изведба на Македонскиот народен театар Скопје. Награда за главна женска улога се доделува на Ангела Наумовска за улогата на Фантин во представата Клетници во изведба на театарот Војдан Чернодрински Прилеп. Награда за главна машка улога се доделува на Сашко Коцев за улогата на Чики во представата Ничија земја во изведба на Македонскиот народен театар Скопје. Награда за современа сценска драматизација се доделува на Горијан Милошевски за драматизацијата на романот Клетници од Виктор Иго во представата Клетници на театарот Војдан Чернодрински Прилеп. Специјална награда за современ актерски израз и иновативен пристап кон светската класика се доделува на представата Крал Лир во изведба на Турскиот театар Скопје. Награда за режија се доделува на Диего Дебреа за представата Крал Лир во изведба на Турскиот театар Скопје. Награда за уметничко остварување на представа во целина и се доделува на представата Клетници во изведба на театарот Војдан Чернодрински Прилеп. Сметам дека секој жири, а особено жирито на ваков еден најголем фестивал во нашата земја, има пред се голема обврска и должност му е и обврска некако да ги додели вистинските награди на вистинските остварувања. Наградите да одат во вистинските раце, бидејќи тоа, освен другото, освен за наградените, тоа значи и за трасирање на патот по кој треба да одат идните генерации, по кој треба да се движи театарот. Овој град и овој фестивал. Овој град и овој фестивал имаат една драгоценост која многу поголеми фестивали ја немаат. Треба да ми верувате, тоа е точно. Има публика каква што многу фестивали посакуваат, а немаат. Просто се гледа дека тоа е една негувана публика и тука лежи иднината на фестивалот. Ако не се лажам, ова е точно 10 годишнина од наградата за Тапани во ноќта. Значи има и некоја символика на за точно 10 годишнина се повторува еден голем успех, не дека не бил измеѓу. Веќе неколку пати освојува Прилепскиот театар за најдобра представа на Чернодрински.
и како ја доживуваме. Секако чувство е, не се раскажува. На свеченото затворање на фестивалот вечерва се доделуваат наградите, а во чест на наградените се игра представата "Не сега драга" во режија на Коле Ангеловски на театарот Комедија.